ќе отвориме една тема која што се всушност почеста појава во денешниот период, односно многу семејства за жал во денешно време земаат се повеќе и повеќе кредити истовремено за основни секојдневни потреби како што се грејење, сметки и храна. Зошто се повеќе има задолжување истовремено со повеќе кредити и колку всушност ова е товар за едно просечно семејство, односно семејство со просечна плата? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин, финансиски советник Димитар Таневски. Да му посакаме добро утро. Благодарам на поканата. Да, цело време слушаме и се соочуваме со недостиг на финансии. И тоа е, мислам, не би рекол дека е проблем само сега, само во ова време. Мислам, јас сум растен во 90-тите, каде што беше уште потешко. Мислам, за нашите родители далеку потешки времења. Денес барем постојат малку повеќе можности и за дополнителна заработка и нешто дополнително да се работи. Иако проблемот не се само во зголемувањето на каматните стапки на кредитите или покривањето на еден кредит со друг, туку оној недостиг на финансиска едукација и на како го решаваме тоа. Значи, земањето на еден кредит за да се покрие друг не вади од калта. Секогаш она што го препорачуваме да се обидат луѓето, да знам дека е многу тешко со просечни или подпросечни примања да се излезе од оние тешкоти. Меѓутоа секогаш препорачуваме прво да се обидат доколку можат да работат нешто дополнително, да остварат некоја дополнителна заработка и да пробаат да ги затвараат сите оние кредити, посебно оние неповолни кредити. Мислам, земањето на брзи кредити, на оние кредити кои што трошоците им се по 50-60% годишно, е сулудо. Тоа не ги вади луѓето од калта, само ја го избегнува неодложното. Тоа исто како многу од државите во регионов што само се дозадолжуваат без некоја свесна цел за како да се излезе од тоа. Исто го прават и многу семејства. Така што да, би препорачал најпрво да се води буџет, да се запишат кои се сите давачки, дали се тоа по основ на кредит, по основ на минусна плата, тоа е многу често кај нас, по основ на брз кредит. Многу ретко се земаат оние посебно брзи кредити или кредити со лоши камати за решавање на нешто што е екстремно итно. Значи, би рекол дека 10 до 15% можеби од тие се стварно за итна ситуација, за медицинска потреба, голем дел од тие се за малце луксузирање или малце покривање на некои долгови кои што така настанале. Така што најпрво би требало да се обидат да ги решат тие кредити со лоши камати. Велите дека ова презадолженост со кредити била изразена порано, отколку во денешно време, колку ето напоминавте всушност дека всушност причина за тоа и таа финансиска едукација. Колку младите па и повозрастните генерации во денешно време се едуцирани за разлика од порано во тој аспект? Не би рекол дека задолжувањето со кредити било поголемо порано, туку потешки биле времињата. Многу помалку опции имало. Во 90-тите кажа што невработеност на преку 40%, луѓето не можат туку така да отидат било каде, нема толку можност да се работи нешто дополнително. Денес поголем проблем ни е желбите и нештото што сакаме да ги правиме. Значи да, не може со просечна плата да се купи најновиот телефон, да се има 2 возила дома, да се оди на 2 одмори. Да, знам дека тоа го сакаме сите, меѓутоа едноставно не може. Тоа ни на запад не го прават луѓето. И на запад работат по 2 работи и повеќе, посебно оние со просечни примања, никој нема по 2 возила дома, никој не го купува најновиот iPhone. Кај нас малку сакаме да следиме некои трендови кои што се тешко изводливи, без да го решиме на сршта, без да ја решиме сршта. Буквално градиме куќа на стаклени темели. Тоа тешко се изведува. И да, за денес можноста да се задолжиме со кредити не значи дека и треба. Капитализмот дава можност да се задолжуваме со кредити, меѓутоа ако се искористени за добри работи, за инвестиција, денес постојат многу можности, не знам, да се инвестира во рурален туризам, во екотуризам, не знам, секој може дополнително да најде работа, од викенд работа, не знам како, келнер на свадби постојано се бара, до, не знам, мајстори постојано фалат, значи секогаш може да се најде нешто дополнително. Јас работам две работи, затоа што сакам повеќе. Можам со една работа да имам солиден живот, меѓутоа секогаш сакам повеќе, сакам да остварам нешто повеќе. Така да можноста да се заработи повеќе, секогаш ја ставам како предност.
затворањето на лошите кредити, по мене добри кредити е или кредит за инвестиција или станбен кредит за решавање на станбено прашање. Се друго е само затварање на некои дупки кои што не е начинот со кредитирање. Добре, еве ги има исклучоци семејства кои што на вистина на некој начин не можат да испливаат од тоа дно, па од тука ќе прашам за кредитите кои што се со се повисока камата. Колку всушност тоа го влошува товарот кон оние семејства кои што се на вистина со ниски примери? Да, за жал, доколку се насочиме само кон оние, мислам, најдолниот процент на семејства, за нив е стварно многу тешко. Особено ако живеат во некој од големите градови како Скопје или каде што животот е едноставно многу скап. Мислам, последниве неколку години животот во Скопје станат енормно скап во споредба со пред пандемијата, да кажам. И тука да платите не го следат растот на трошоците и тоа е така секаде, не е само кај нас. Значи, платите не ги следат трошоците ни во Западна Европа, нити во Америка, нити никаде. За жал, оваа инфлација што некако се одложуваше од пандемијата навака и овој раст на цените не достига. Мислам, не пристигнува и тешко е знам дека е многу тешко за луѓето со најниски примања. Кој е решението? Никако да не се земаат брзи кредити, никако да не се земаат кредити со лоша каматна стапка. Можеби доколку имаат особено семејства што немаат, тие не ни можат да земат голем кредит. Можеби ако имаат неколку кредити, најчесто тие се со многу лоши каматни стапки. Земен пред неколку години, па излегол од фиксна каматна стапка или минусна плата, тоа многу често го земаат, да. Или пак брзи кредити кои ќе земаат луѓето, ми е најтажно, бидејќи тоа се најчесто за да се затвори некоја рата, нешто што треба да се покрие и потоа тоа дополнително отвара нови давачки. Мислам, само луѓето доаѓаат да само ја плаќаат каматата, а никако не ја решаваат главницата. Значи тоа е многу покомплексно и стварно е за секого засебно. Не знам, да се консултираат со некој што се разбира, да најдат пријател што работи во банка или во финансиска институција, финансиски советник, некој што може да им помогне како да излезат од она. Има повеќе методи на решавање на лошите кредити или затварање на оние, како што викам, 3-4 кредити во едно семејство кои што се најчесто земени за да се затвори друг. Или пак од некоја причина кај младите, она што е лесно достапно, затоа ги спомнувам брзите кредити, она што е лесно достапно не значи дека е добра. Да, лесно е достапно да се влезе во, да не ги напоменувам, и да се земе кредит, буквално со лична карта одма ќе одобрат. Не треба. По мене не ни треба да постојат тие финансиски институции, затоа што не решаваат никаков проблем, само создаваат дополнителен. Кај нас е тажно што има статистика некоја дека минатата година граѓаните каде ги вложиле или каде ги однеле дополнителните пари, па беше нешто преку 850 милиони евра во кладилници, односно облажувалници и казина. Тоа е поразително. Само околу 400 милиони евра како депозити во банка, некои 150 милиони евра во инвестициски фондови и околу 50 милиони евра на берза. Мислам, поразително е толку многу пари да отидат во, па не е тоа ни никаква инвестиција. Верувањето дека ќе се добие уште само еден пат во обложување е многу тешко. Така да би препорачал да земат, да ги запишат сите можни кредити, да видат, имат два методи, или да го решат оној што е најмал, сите пари да ги насочат кон оној што е најмал кредит, па после да се ослободат тие месечни пари, па да се пренасочат кон наредниот, или уште подобро е оној со највисока камата. Прво да се реши тој со највисока камата и доколку се во можност да ги консолидираат во еден. Многу е полесно да се консолидира во еден потрошувачки кредит со некоја фиксна каматна стапка од 5-5,5%, отколку да се има минусна картичка, кредитна картичка во минус со 14% камата, минусна плата со 13% камата, брз кредит со 50%, пошто и такви ги има, иако како камата не е рекламирано, меѓутоа стапката на вкупни трошоци е огромна, така да постои начин. И секогаш кажувам нешто дополнително да се работи. Мислам, доколку некој влегол во минус заради недостиг на пари, земањето на кредит нема да ги извади од минус, само ќе го одложи на неизбежното. И некогаш да, постои кај нас изрека, подобро е ужасен крај отколку ужас без крај. Подобро да се седни, добро, окей, никаде не одиме, ајде да пресечеме и да почнеме да се вадиме од ова. Да, ќе биде мачно и тешко, и меѓутоа подобро е за 3 до 5 години да излеземе од овој кал, оваа бездна, отколку да се мачиме само и да земаме дополнителен кредит. Јасно, да не бараме само моментален спас. Благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можност да отвориме оваа тема утре.
благодарам и вам, ви ставам на располагање во секој случај. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека беа добродојдени сите информации со оглед на тоа дека станува збор за една тема која што на некој начин верувам дека ќе биде корисна за повеќето граѓани со оглед на тоа дека навистина се повеќе и повеќе семејства се презадолжени со кредити во денешно време, па верувам дека сите овие финансиски совети утринава беа добродојдени за нашите гледачи.